Председателката Гордана Силјановска-Давкова за денеска на Пладне ја свика втората седница на Советот за безбедност. На состанокот ќе присуствуваат членовите на Советот по функција: Африм Гаши, Христијан Мицкоски, Панче Тошковски, Владо Мисајловски и Тимчо Муцунски, како и тројцата членови именувани од председателката, Джевдет Хајредини, Малинка Ристевска-Јорданова и Владо Спиридонов. На покана на председателката, седницата ќе ја следат и директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски, директорката на Агенцијата за разузнавање Габриела Јаковлева и директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Очекувано, фокусот ќе биде ставен на актуелните безбедносни состојби и институционалната координација. Со последните измени на Законот за безбедност во сообраќајот, Законот за прекршоци и Кривичниот законник, предвидено е трајно одземање на возилата на возачи кои управуваат без дозвола, под дејство на алкохол или дроги, или со екстремна брзина. Ова е првпат ваква мерка да се воведе во Македонија, а целта е засилување на санкциите без зголемување на глобите. Министерот Панче Тошковски изјави дека сообраќајот не смее да биде место за оние што свесно ги загрозуваат животите. Возилата одземени од неодговорните возачи ќе бидат донирани на државни институции за користење во јавна полза. Новите мерки вклучуваат и задолжителна затворска или условна казна за безобдирно возење, покрај паричната казна. Силно невреме проследено со пороен дожд го погоди Солун, при што за само еден час наврна количина што одговара на цел месечен просек за јули, 37 литри на квадратен метар. Центарот на градот беше најтешко погоден. Улиците се претворија во реки, шахтите попуштија, а мотоциклист се повреди на авенијата Цимиски. Службите интервенираа веднаш, а властите прогласија состојба на готовност. Невремето се прошири и на Халкидики, каде што беа поплавени улици во неа Флогита, а силни бранови го погодија Ханиоти. Граѓаните се повикуваат на предпазливост, а цивилната заштита останува во приправност поради најавени нови врнежи во Тесалија, Епир, Спорадите и Тракија. Македонија ќе се соочи со царинска стапка од 15% при извоз на производи во САД, според новата извршна наредба на американскиот председател Доналд Трамп. Ова представува значително намалување од претходно најавените 33%, но сепак ќе има економски импликации. Одлуката е дел од пошироки мерки насочени кон земји што немаат билатерален трговски договор со САД. Царините ќе стапат во сила на 7 август и ќе ги засегнат и други земји: Србија со 35%, Босна и Херцеговина со 30%, додека ЕУ, Јапонија и Јужна Кореја ќе се соочат со истите 15% како Македонија. Целта, според Белата куќа, е реструктурирање на глобалната трговија во корист на американските работници. Бројот на загинати во утринските руски воздушни напади врз Киев се искачи на 26, меѓу кои и 3 деца, соопшти Украинското министерство за внатрешни работи. Спасувачките служби извлекоа тела од урнатини во областа Свјаточински, а 159 лица се повредени, од кои 16 се деца. Напади имаше и во регионот Запорожје, каде што еден маж загина во ракетен напад врз стамбена зграда во Веселјанка. Председателот Володимир Зеленски ги нарече нападите уште еден смртоносен спектакл и повика на промена на режимот во Русија. Американскиот председател Доналд Трамп најави нови санкции против Москва и му даде на Владимир Путин 10 дена да го прекине конфликтот. Киев денеска го одбележува денот на жалост по еден од најтешките напади од почетокот на војната.